Мир се ерде. Санда Шогойл nga Кроација, добро ни дојдовте. Де зонја Слава Тиморац nga Србија, добро дојдовте. Добар дан, хвала. Јас значи на кратко значи објаснив за гледачите дека има еден семинар што се реализира значи во Македонија и ќе трае до 30 сабота и имаме многу гости и ќе зборуваме значи во овој семинар за различностите значи кај децата, почитувањата уште значи од градинките. Сигурно Даниела ќе ни каже повеќе за ова. Така. Како што споменавте, многу ни е драго и чест што сме домакини значи, на вака голем број на гости од сите наши соседни земји. Значи, станува збор за околу 70 воспитувачи, само како воспитувачи, а и останатите професии имаме опфатено педагози, психолози, директори од министерства, сите кои што имаат влијание и кои што работат на овој проект со децата. Значи да, семинарот трае 6 дена, значи станува збор за тренинг за меѓународниот приречник градење на мирот и почитување на различностите. Уште од најрана возраст ги запознаваме децата со сето тоа. Овој проект семинарот се спроведува во рамките на програмата Председе, значи партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа. Партнери сме со повеќе земји, значи првиве 3 дена ни се за колегите и колешките од Србија, Хрватска, Црна Гора и Македонија, а во останатите 3 дена семинарот ќе се обвива на албански јазик за партнерите и колегите и колешките кои што работат значи на албански јазик, значи од Албанија, Косово, Македонија и Србија исто од градинките каде што нели програмата се спроведува на албански јазик, затоа што сме отворени целосно и тука сме сите заедно да видиме како може да го унапредиме овој проект и оваа програма, да научиме нешто повеќе, затоа што ние веќе на сето ова работиме од декември 2012 година и така секоја година имаме заеднички дружења и работа да видиме до кај сме и што можеме понатаму да направиме. Предавачите се само да споменам од Северна Ирска, значи. Имаме 3 господи кои што долги години работат на сето ова и сега директно го пренесуваат своето знаење и умење на нас како имплементатори во програмата. Значи може да се каже дека е модел од Ирска, значи овој проект. Така, да. Регионален проект, значи меѓутоа Северна Ирска исто дел затоа што во овој проект учествуваат 7 земји, сите овие што ги споменав. Црна Гора исто така од оваа година се вклучува во програмата и Северна Ирска е исто така дел од сето ова. Даниела, ќе можеш ли да ми кажеш за Македонија? Дали е познат значи овој проект, дали се реализира по градинкеве и дали се опфатени значи сите градинки што се во Македонија? Така, да. Затоа што за Република Македонија јас сум ментор на овој проект за спроведувањето на активностите од прирачникот. Значи во овој момент имаме опфатено 11 градинки во Република Македонија и 18 групи. Градинките се низ целата територија на Република Македонија, затоа што не сакавме да бидеме сконцентрирани само на едно место, значи секојдневно еве како што го увидуваме бенефитот од работата од овој проект, веќе и самите градинки го пренесуваат знаењето, воспитувачките од едната група го пренесуваат знаењето на своите колешки, па персонализираните кукли и останатите активности почнуваат да ги користат и останатите колеги и колешки. Од 2012 година до сега, значи имаме видено навистина богата палета на предоци во секој дел и така да сме отворени за соработка и за сите останати. Добро, ќе зборуваме значи за Македонија уште малку значи пред значи крајот на емисијава. Мене ме интересира господја Слава Тиморац во Србија, сигурно се реализира значи овој проект и кои значи се вашите впечатоци значи од овој проект?
Pa evo, što se tiče Srbije, mogu da kažem da od 2012. godine je ovaj program se realizuje u 19 vaspitnih grupa, u 17 gradova na celoj teritoriji Srbije, kako bi pokrivenost bila na svim delovima zbog boljeg i kvalitetnijeg iskustva, odnosno rezultata do kojih ćemo doći nakon primene ovog projekta. To znači da je ukupno negde oko 500 dece uključeno u ovaj projekat, samim tim njihovih roditelja, i u prvoj godini primene bilo je negde oko 30 vaspitača i svake godine interesovanje je sve veće i taj broj se povećava i negde od septembra opet će biti veći broj dece. Pretpostavljamo i neke nove sredine koje će se uključiti u sve to i kompletnu organizaciju, znači počev od obuke vaspitača koji su uključeni i to, pedagoga, psihologa u ustanovama i realizacija, praćenje primene tog priručnika organizovano je preko nevladine organizacije Pomoć deci iz Beograda i zahvaljujući njoj to je onako zaživelo na velikom delu teritorije Srbije. Ono što je značajno reći za priručnik, da svaka sredina radi po istom priručniku, ali da svaka sredina ima svoje specifičnosti i prilagođava sve ono što je u skladu sa njenim potrebama. Počev od dece, od vaspitnih grupa, roditelja, lokalnog okruženja, tako da svako ima slobodu kreiranja i unošenja onih stvari koje su specifične, a ne naše zajedničko okupljanje, kao što je ove godine sad u Skoplju, ima za cilj kako na našem celom regionu Balkana možemo izvući zajedničke koristi i interese, pre svega za decu, a onda i za nas odrasle. Gospođa Sanda, kakva znači je situacijata u Hrvatska? Pa, naš nacionalni kurikulum, znači ono što obuhvaća cijelu Hrvatsku, potiče razvijanje svijesti o različitosti, uvažavanjem i prihvaćanjem drugih i drugačijih. Te odgajatelji i kroz ovaj projekt potiču i razvijaju kod djece senzibilnost prema različitostima. Hrvatska se uključila, odnosno moj vrtić iz Kastva. Kastav je jedan grad koji se nalazi između Rijeke i Opatije, da vašim gledalcima bude nešto lakše. Ima svoje specifičnosti, naravno kao i svaki drugi. Što je rekla gospođa Slava, svatko od nas u svom okruženju djeluje na način na koji misli da je najbolje. Naš vrtić se uključio 2012. godine od samog početka. Kolegice su prošle više treninga i iz cijele Hrvatske je uključeno 5 gradova. Тука имаме, значи, и други гости, куклевенице. Гости, Па ево, ке може ли нешто повеќе да ни објасните која е, значи, нивната улога? Koja je njihova uloga, da. Pa, kao što svi znamo, lutka ima vrlo važnu ulogu u životu djeteta. Znači svaka lutka. Ovo je personalizirana lutka. Naime, ova lutka ima svoj identitet. Ona ima svoje ime, ona ima svoju obitelj, ima svoje navike, ono što voli, što ne voli i tako dalje. Znači tim identitetom djeca lakše prihvaćaju lutku i lakše se identificiraju s njom. Ono što je jako važno, svaki vrtić, svaka regija, svaki dio, iako nas je tu jako puno, djeluje na svojoj razini. Znači svako od nas ima neke svoje specifičnosti. U mom kraju, dijelu iz kojeg ja dolazim, nemamo neke probleme koje imaju neki drugi. Imamo neke svoje probleme. Kod nas se vrlo često lutka koristi u raznim kriznim situacijama, u situacijama teških razvoda braka, općenito razvoda braka, u bolesti u obitelji, u nekakvim stresnim situacijama koje dijete prolazi u svom nekakvom normalnom životu. Ali ne mora nužno biti samo stres i ne mora nužno biti samo nekakva teška obiteljska situacija. I prinova u obitelji, znači rođenje brata ili sestre ili preseljenje u na drugo mjesto i sve, to su sve situacije kroz koje odgajatelj nudi djetetu mogućnost da se lakše izrazi, da lakše otvori sebe kroz lutku. Ali ne mora samo odgajatelj biti taj
koji je inicijator. Dijete u svakom trenutku može samo posegnuti za lutkom i ono može biti inicijator. A lutka je na vidljivom mjestu, znači u vrtiću ona nije nigdje spremljena da bi ona negdje bila posebna, da do nje djeca ne mogu doći. Ona sudjeluje u aktivnom životu vrtića, tako i djeteta. Roditelji su upoznati sa lutkom, roditelji znaju sve karakteristike lutke koje mu dijete prenese, ali i odgajatelji ih naravno prije toga upoznaju s tim. Tako da je lutka jedan sastavni dio života vrtića. Može biti svakodnevno uključena, može biti, zavisi od odgajatelja, od djece, od situacija, općenito o životu rada te skupine. Znači, тука имаме три различни, значи, tako je. Дали имате уште, значи, вакви кукли, што има, значи, свој идентитет? Nisam razumjela. Ovdje imamo samo 3. Da li imate još lutke koji Naravno, imaju svoje naravno. identitete? Кои има, значи, други... Tako je, naravno. Imaju lutke koje mogu predstavljati djecu sa posebnim potrebama. Znači, postoje lutke, Slavan ih je negdje oko... Svaka sredina ima komplet od 6 lutaka. Od 6. I Da. svaki identitet lutke je konstanta, znači, a svaka sredina onda pravi, prilagođava počeo od imena lutke, od toga kojim temama se bavimo i prilagođava svoje sredini u radu sa decom. Господја Слава, дали се случува некогаш, значи, во градина, додека детето, значи, е присутен таму, да има нешто проблем, значи, што се осеќа така тажен или нешто друго, да се зборува, значи, со куклата? Да има, например, трема пред вас нешто да каже, па да биде послободен да зборува со куклата. Da, lutka je moćno sredstvo u raznim situacijama. Kao što je koleginica rekla, život u vrtiću je prepun, bogat i pun je različitosti. Počevo od svakog deteta pojedinačno, pa do te male grupice kao celine i lutka se u svakom momentu koristi. Počevo od same dece ili od odraslog koji usmerava i inicira ono što se radi sa decom i prosto predstavlja onako jednu sponu, korak ka prevazilaženju nekih malih problemčića koje svako dete može da ima u određenom momentu. Може ли да ни кажете кои се, значи, почести проблеми со кои, значи, од кои семејства, например, има некои што се разведени, па некои други семејства има други, значи, проблеми и почести проблеми што децата, например, ги кажуваат, например, или се осеќа така тажно, значи, од кои проблеми што... Pa, evo, pre nego što kažem koji su baš specifično problemi, da kažem nešto o samoj suštini sadržaju tog priručnika koji mi, kako bih rekla, pilotiramo i koji se koristi u radu svakodnevno vaspitača. Taj program je koncipiran tako da se u okviru sami sadržaja aktivnosti i igara udenu ti neki problemi koji se eventualno mogu naći. Jedna tematska celina kroz koju prolaze deca, roditelji i negde, rekla bi, celokupno okruženje vrtića u kome ono živi i radi je pripadanje i identitet. Znači, po tom pitanju svi smo različiti. Svi imamo svoje ime, svi pripadamo nekoj porodici, svi pripadamo nekoj državi, nekoj zemlji, nekom malom ili širem okruženju i dete vidi sve to. Znači, i kroz te sadržaje mi u stvari, a naravno pomoću lutaka, omogućujemo deci da vidi ko je, kome on pripada, kako, na koji način, po čemu je ono specifično, vredno i važno, a isto tako s druge strane da vidi okruženje oko sebe, po čemu se razlikuju drugari, po čemu se razlikuju odrasli, počev od onoga što nam je svima lako prepoznatljivo od fizičkog izgleda do nekih specifičnosti koji se ne vide na prvi pogled, a to je kako smo vešti u čemu, šta volimo, šta ne volimo i znači deca na taj način u stvari uče da vide i da prihvate različitosti među nama. Druga celina, značajna, jeste svi smo različiti, to je ona inkluzija ili inkluzivno obrazovanje, da tu različitost prihvatimo
da je razumemo, u stvari da od ranog uzrasta radimo sa decom, da dece imaju prilike i iskustveno da vide te različitosti da bi, kako bih rekla, nekako lakše živeli sa tim različitostima. I treća celina je porodica i zajednica, bez koje dete ne može ni da se razvija, niti može bilo šta da uradi samo. I negde je zato važno šta mi kao odrasli prvo činimo, osjećamo, kako prihvatamo i tumačimo sve ono što je među nama, različito, slično ili manje ili više slično, i kako to u krajnjoj instanci prenosimo u radu sa decom, jer od onoga šta mi mislimo, kako mi to implementiramo u svoj lični život i u postupke odnose sa decom, zavisi kako će dete da prihvati te različitosti. To je jedan proces. Ono što je značajno, ove lutke su posebno zahvalne na svim uzrastima. Postoji onako mišljenje da deca ne vide različitosti, da je to njima neka apstraktna tema. Međutim, deca već sa ono 3, a možda i ranije, vide da smo mi vrlo, vrlo različiti i ako mi počnemo da radimo sa njima na tu temu, onda će njemu biti lakše da kasnije kao odraslija osoba može da vidi da ta različitost nije nešto što nas udaljava, nešto što trebalo bi da čini da živimo zajedno jedni sa drugima, a ne negde jedni pored drugih. Znači, zato je važno ono šta mi kao odrasli radimo zbog deteta i celokupna koncepcija tog nekog priručnika je zasnovana na pravima, znači uopšte pravima svih nas, a posebno pravima dece, gde je fokus na deci. Znači šta deca mogu na kom uzrastu, kako se razvijaju, šta deca žele, šta deca misle, kako deca razmišljaju, da bi mogla da žive srećno, zadovoljno, sigurno, u bezbednom okruženju, zdrava da budu zaštićena od raznih vrsta nasilja, zlostavljanja i tako dalje. I zato je to važno što se radi na ovako malim uzrastima. A drugi deo priče je jako važan, fokus na odraslima. Već sam rekla, znači šta mi kao odrasli radimo da bi to dete moglo da prosto živi taj život koji je u skladu sa njegovim uzrastom. Me interesira da li znači ovaj projekt im pomaga na dецата да не гледа значи различности и кај други националности, не само значи проблем од семејства, значи други проблеми што имат, туку на пример да се запознае со албанец или со хрватин, па и со други националности. Pa naravno da je ova lutka, da je to nekako njezin prvobitan plan, jer to je njezin prvobitan zadatak približiti onoga ko je drukčiji od nas. Ne samo drukčiji od nas u smislu fizičkog izgleda, u smislu nacionalne pripadnosti, u smislu nekakvog socijalnih razlika. Djeca na ovaj način, jer lutka postaje dio njihovog života. Upravo je u tome bit. Lutka postaje dio njihovog života. Ta lutka ide s njima svugdje gdje oni idu. Oni na lutku gledaju poput svoga prijatelja iz skupine, iz grupe iz koje je. I na taj način im je puno lakše i jednostavnije prihvatiti tamniju boju kože, drukčije lice, nekakvu posebnu potrebu ili bilo šta. Na taj način djeca osvješćuju sebe ali i svoje roditelje. Pričaju i razgovaraju o tome. To je ono što je jako važno. Ovdje su djeca spona između roditelja, iako su roditelji, već sam to spomenula, upoznati sa svime. Roditelju se kaže da se provodi projekt koji ide tako, tako i tako. Ali u principu dijete to koje prenosi. I onda vrlo često imate djecu u uzrastu od 4-5 godina kad kaže pa i Marko živi samo s mamom. Shvaćate? Znači nije to više takav problem i nije to više ili ne znam, pa Markova mama je iz Srbije, iz neke druge države, bilo koje. Te barijere se ruše kroz dječje stvaranje. Jer njemu zaista, djetetu, nije važno da li je Marko svjetliji i tamniji, da li mu je kosa svjetlija ili tamnija. Marko mu je prijatelj u igri i
Marko, kogod naravno, i on mu je prijatelj u igri i on se poistovjećuje s njime jer upravo Marko ima isto samo mamu i možda Marko nema baku i možda njegova prabaka je došla iz neke druge države. U tome je bit. Rušenje barijera kroz djecu. Колку сте задоволни, значи, од овој проект во позитивна смисла? Кои се резултатите, значи, од овој проект? Прво само да се надоврзам на колешката и на вашето прашање. Например, слободно можам да кажам дека моето дете е и помало од возраста од кое што ние започнуваме, да речеме од 3 до 5 години. Моето дете има 2 години и негов најдобар пријател е Али. Значи, Али, да. За Македонија е Али, за во другите земји е друго име. Али е со различна боја на кожа, со различна коса од нас и самото негово име асоцира дека е различно од неговото, ако е Алексеј, он е Али. Тој толку се идентификуваше со него што во година и 2 месеца кога никој ќе го прашаше како се викаш, он викаше Али. Значи, сакам да кажам, детата толку се поврзуваат, воопшто не приметувајќи ги разликите, ако мислевте на тој дел. Во однос на позитивниот ефект кој што можеме да го забележиме од работата со овој прирачник, каде што секако куклите ни се во фокусот на вниманието, но тука имаме и многу различни други методи со кои што може да работиме. Значи, се навистина ни даваат елан и мотив за понатамошна работа, затоа и се прошируваме и во соседните земји. Например, Црногора не беше вклучена од оваа година и они почнуваат со работата. Исто така ви споменав дека и во самите градинки кои ќе ги увидат ефектите од работата на овој начин, самите воспитувачи го делат сето тоа. Значи, успеваме да допреме и до родителите, токму преку вас, благодарејќи на вас како медиуми. Значи, се ние што работиме со децата би ни било недоволно и не би ја имале целата слика, доколку тука не се приклучени и сите останати кои што се одговорни за децата, како што се родителите, бабите, дедовците, тие кои што останатиот дел од времето и од денот го поминуваат со нив. Значи, ние воспитувачите може да вложуваат огромни напори и да работат на почитување на различности, на почитување прво на самиот себе си, значи од најмала возраст да може да се почитува себе си, за да може потоа и воопшто да ги почитува и другите. Доколку кога излезе детето од градинката се соочува со нешто сосема различно. Затоа ни се тука неопходни родителите, бабите, дедовците и вие како медиуми кои на овој начин успеваме да допреме до секој дом, значи до секој родител, до самото општество, до институции, до сите останати кои што се одговорни за децата. Како што и самиот приречник уствари не промовира само правата на децата и почитување на нивните права, него и нивните одговорности. Затоа што секогаш правата на децата и нивното почитување ги ставаме на прво место, но да видиме што па и децата имаат како одговорност. Значи ги учиме да штедат преку овој приречник, како би можеле да помогнат и они во самиот дом, значи да се ги средат играчките, да помогнат на мајката, да бидеме сите тука реални и отворени за да видиме како да градиме вистински личности од нив. Ме интересира кои, значи, ликови се по-обожавателни, значи, кај децата? Кои имиња ги сакат повеќе? Така, за секоја земја имаме договорено на самиот почеток од проектот, значи, затоа што сепак различно е во Македонија, различно е во Србија, во Хрватска, во Албанија, не може да ставаме унифицирани исти имиња. Значи, имаше понудено палета на имиња кои што ги понудија самите воспитувачи во секоја земја и потоа им дадовме рокот, не знам, 1 недела да самите воспитувачи во градинките да експериментираат со децата и да видат кои имиња се поприфатливи. Јас можам да кажам за Македонија, колешките за останатите земји. Во Република Македонија имаме 4 персонализирани кукли, значи го имаме Али, Ајше, Александар и Јана. Значи да бидат опфатени, нели, и од албанска националност, и од ромска, и од македонска. Во соседните земји слободно колешките. Јован, Емир, Драгана и
sad sam zaboravila četvrto, ali nije bitno. Znači, uglavnom su to imena koja su i prisutna u okruženju i deci prepoznatljiva. Ja bih samo rekla da ovo što govorimo da svako dete ima urođenu prirodnu radoznalost, znači i svega interesuje što je drugačije, što je različito od onoga što vidi u svom okruženju i to je u stvari polje delovanja nas odraslih. Da što više idemo na to da dete te različitosti prihvati što pozitivnije, a što sa manje onih negativnih efekata. Sam priručnik tokom praćenja njegove realizacije ima jedan deo kako, na osnovu čega mi vidimo efekte tog programa i jedan veliki deo se bazira na tome, pratimo decu i posmatramo šta se desilo kao promena u ponašanju kod dece, naravno stavovi i mišljenja roditelja i nekog šireg okruženja i mislim da su u svim sredinama mediji vrlo uključeni, što je jako pohvalno i dobro, zato što su oni moćno sredstvo za širenje i negde potenciranje širenja dobrih stvari, znači primjera onoga što je lepo, jer to više vuče napred nego nešto što je negativno. Tako da, nakon godinu dana, ja mogu reći za Srbiju, a u nekoj razmeni, to je i u drugim sredinama, da su vaspitači jako zadovoljni korišćenjem ovog priručnika, da im daje dosta tih smernica, onako ideja, deluje motivaciono na njih, da te stvari onako bogato odrade sa decom i da su tokom praćenja primetili da od početka godine do kraja godine, dok deca borave u vrtićima, da su se stvarno desile neke značajne promjene u ponašanjima među decom. Znači, drugačije se prihvataju, drugačije rešavaju neke konfliktne situacije u grupi, svađice oko igračaka, ja hoću ovo, ti hoćeš ono i tako dalje, ja volim nešto drugo i to, da su u stvari sad malo deca spremnija da to vide i drugačije reaguju i naročito vrlo drugačije reaguju kad su u okruženju van vrtića, kad govorimo o osobama sa različitim vrstama teškoća, invaliditeta i tako dalje. Prosto deca sad to drugačije nekako prihvataju. Јас ви благодарам многу. Тука е значи крај на нашиот разговор. Се надевам дека ќе имате уште многу успеси во овој проект и да се надеваме да се видиме уште некој друг пат. Ви благодариме и на поканата.